Гостин во овие вести е директорот на агенцијата Славче Трпевски. Господин Трпевски, обично во петок и во вторник тука во шалтерите на агенцијата за катастар имаше премногу гужва. Денеска тоа не се случува, за што станува збор? Да, благодарејќи на повеќе годишните реформи, значи воведувањето на електронскиот катастар пред се на целата територија на Република Македонија. Понатаму воведувањето на електронскиот шалтер, односно поврзувањето со 354 професионални користници, сите геодетски фирми, сите нотарски канцеларии, сите општини, овозможи да граѓаните својот имотен лист да може да го извадат до најблиската општина, до најблискиот нотар, до најблиската геодетска фирма, нешто што минатото го немаше, сега го има и што овозможи денеска, вторник, вообичаено вторник, како што кажавте, петок, денови кога нашите повозрастни граѓани доаѓаат во катастарот да си ги завршат своите услуги, сега веќе нема потреба да доаѓаат, туку доаѓаат до најблискиот нотар општина. Значи овие реформи овозможија ефикасност на катастарот, брзина во решавањето и приклучување на катастарот пред се со професионалните корисници, за што побрзо и поефикасно и со помалце трошоци да се решат предметите на граѓаните. Околу брзината на вадењето на имотни листови сега со спроведените реформи, за колку брзо може да се извади имотен лист, да се попише стан или хипотека? Да, значи самото ваѓање на имотен лист се вади на самиот шалтер, тоа се ваѓа веднаш, меѓутоа кога треба да се запише објект, кога да се запише хипотека, катастарот благодарејќи на сите овие реформи го прави случајно брзо. Така, например, хипотека ја запишуваме за еден работен ден, запишувањето на стан, значи препродажбата од еден човек на друг, исто така се работи за еден работен ден, кога ќе треба да се запише нов објект, законскиот рок е 15 дена, а например минатата година просечното време за запишување на овој тип на објекти беше 5 дена. Спроведовте дигитализацијата на катастарот, што е бенефит од дигитализација на парцелите? Да. Градењето на катастарот е макротрпна и сериозна работа, сите реформи се тешки, болни, меѓутоа катастарот е тука да ги реши работа, да ги спроведе се она што е потребно, она што е познато во современиот свет со цел да олесни работата како за себе, така и за граѓаните. Дигитализацијата е оној вториот дел од катастарот, односно катастарските планови, кои што катастарот со помош на Светска банка, преку проектот на Светска банка е во текен на масовен процес на дигитализација на сите катастарски планови. Бенефитот ќе биде голем. Најнапред катастарот својата работа, своето работење ќе го направи уште побрзо. Значи овој дел што кажав, каде што роковите се 5 дена, драстично ќе се скрати. Понатаму граѓаните ќе добијат и компаниите ќе добијат сигурни и поточни податоци од она што е сега во моментот. Значи се работи со најсовремени методи, со најсовремени техники, се со цел да се излезе во пресрет на граѓаните, но и државата да добие еден современ катастар со точни податоци да одговори на предизвикот на времето. Пред извесен период ги повикавте граѓаните, тие што не го впишале својот имот да го впишат, посебно во руралните средини. Колку граѓани до сега го искористија тоа право? Да, агенцијата за катастар недвижности една од основните цели е буквално секоја парцела да се знае чиј е собственикот. Значи во изминатиот период во агенцијата за катастар недвижности запиша преку 4 милиони 200 парцели. По анализите што ги направи агенцијата испадна дека 420.000 парцели не се запишани. Од тие 420.000 парцели околу 50.000 парцели отпаѓаат на градежните райони и преостанатите на градежниот район и преостанатите отпаѓаат исто така на земјоделскиот дел. Од делот на градежниот район агенцијата за катастар недвижности во соработка со државното правителство преземе една обемна операција на запишување на преку 50.000 парцели. Тие се наоѓаат во 26.000 имотни листови, што значи преку 26.000 граѓани ќе се стекнат со корисничко право, кое што понатаму моја препорака час поскоро да се го искористат дополнителниот рок за поднесување на барање за приватизација, истиот да се го приватизираат и понатаму да го запишат. Во однос на другата мерка, тоа е ажурирањето на катастарските податоци, тоа е една работа која што агенцијата за катастар недвижности започна исто така минатата година, оваа година ја продолжува. Тоа е во оние рурални средини каде што катастарот кога било систематското запишување, недоволно граѓаните дошле во катастарот, недоволно ги поднесле документите или па катастарот едноставно не ги запишал во тој период. Даваме дополнителна можност да граѓаните се пријават, да дојдат, да ги донесат своите документи и катастарот бесплатно повторно да изврши упис на тие објекти, да им се на тие недвижности, да им се даде имотен лист. Морам да напоменам дека во овие рурални средини во кои што ни тече акцијата, пред се во Чашка, во Старо Нагоричане, во Берово, немаме голем одзив од граѓаните. Сакам дуплата на напол да ја искористат оваа дополнителна можност што даде граѓаните да се пријават на овие огласи кои што течат и да се искористат својата шанса. Тоа практично ќе значи дека од корисничко право може да го префрлат во собственичко право. Агенцијата за катастар недвижности целта е да го изложи имотот, односно да утврди
кој е собственикот. Значи во градежниот район, во градските средини, со изложувањето на парцелата граѓаните се стукнуваат со корисничко право. Понатаму, имајќи во предвид дека законот за приватизација се продолжи, исто важи до 13 ноември оваа година, граѓаните ќе имаат право да си го приватизираат заклучно со 13 ноември оваа година и понатаму да си го стекнат собственичкото право. Додека во руралните средини, значи онаму каде што е земјоделско земјиште, со доаѓањето во катастрот, со донесувањето на документацијата со која што располагаат, ќе го стекнат собственичкото право. Благодарам. Благодарам.